Ве повикувам да дадеме голем аплауз за идниот председател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски. Дали од ветер, дали од дроновите, али ни ја однесе дискусијата. Здраво на сите, јас сум кандидатот подреден број 3, Стево Пендаровски. Благодарам. Добар ден, Скопје, добар ден, храбри, слободни граѓани на Република Северна Македонија. Оваа слика на заедништво покажува дека патот е поставен, дека правецот е исправен. И како секој ден досега и денеска покажуваме колку сме сплотени, колку сме подготвени да продолжиме заедно напред. Драги присутни, драги пријатели, со години чекоревме по овие улици, со надеж и верба дека ќе се ослободиме од стегите на режимот кои ја гушеа слободата, ја кршеа демократијата и ја заробија државата. И еве денес ги фрливме стегите на режимот на бурништето на историјата и сега чекориме по патот на интеграцијата, на економскиот развој и севкупниот општествен напредок. На тој пат не сме осамени. Погледнете околу нас. Илјадници други стапки го чекорат истиот пат по кој одиме. И денес, исто како и во изминативе 3 години, одиме заедно напред. Почитувани, градиме едно општество за сите и горди сме што тој концепт веќе е препознаен како концепт за успех и прогрес. Градиме општество во кое сите сме еднакви пред законите и сите институции. Определени сме за правна држава во која нема место за криминал и корупција. Позитивните промени што започнаа пред 2,5 години во целост ја сменија сликата за нашата држава. Од држава заробена во изолација, во неизвестност, во несигурност, денеска сме признаен и препознаен партнер на целиот демократски свет. Презедовме одговорност, донесовме тешки одлуки, децениските отворени прашања ги затворивме во интерес на државата, во интерес на граѓаните, во интерес на иднината. Со секој ден сме се поблиску до масата на која се одлучува. Денес членството во Европската Унија и НАТО не се далечни и неостварени цели, туку реалност што од ден на ден се остварува. Ја вративме државата, ги вративме институциите на граѓаните и тие работат денес единствено во нивни интерес. Но промените што ги започнавме мораат да продолжат. Пред нас се секојдневни предизвици кои заеднички ги решаваме за да обезбедиме подобро утре за државата, но пред се за сите нејзини граѓани. Затоа треба да продолжиме напред, не затоа што така мора, туку затоа што единствено така е исправно. Почитувани пријатели, што сте по националност? Што сте по верска припадност? Каква е вашата социјална состојба? Дали сте дел од власта или од опозицијата, мене ќе ми биде важно
само ако некој посекне да ви ги зема вашите права, кои ги имате како рамноправни граѓани на оваа држава. Вашата правда е и моја правда. Вашата неправда ќе биде и моја грижа. Се обврзувам, како и досега, да водам политики на заедништво, а не политики на поделби. Мојата искрена заложба е да се почитуваме, не да се мразиме. Имам намера да помирувам, не да разгорувам конфликти. Како председател на државата сум подготвен да водам напред, неуморно да работам на довршување на процесот на нашето членство во НАТО, да бидам предводник и поддржувач на реформските процеси, што ќе доведат до скоро членство на нашата земја во Европската Унија. Моето делување нема да се заснува на непостоечки митови и реконструирани легенди, туку на реална, современа политика на интеграција. Сведоци сме самите дека од другата страна на нашата политичка опозиција практично не постои реална понуда. Нема ништо што би означувало прогрес, развој, иднина. Но нема повеќе враќање назад. Уназадување и одење во темното минато е дел од нашата историја и не сакам ни да го споменуваме, а не пак да го повторуваме тоа лошо историско искуство. Против кандидатот Гордана Силјановска ниту сака, ниту може да биде председател на сите граѓани. Таа единствено сака да биде наследник на Ѓорѓи Иванов. Наследник на Ѓорѓи Иванов не ни треба уште еден кочничар кој јавно се заканува дека ќе ја повлече државата назад. Со помош на сите вас ја извадивме државата од темното минато, профункционираа институциите, се смиривме со соседите, со договорите со Бугарија и со Грција на европски начин, дадовме пример и за регионот и за светот. Низ компромис најдовме решение за отворените прашања. Се помиривме и дома. Ширум ги отворивме перспективите за НАТО и Европската Унија и целата меѓународна заедница ни честита за решителноста и мудроста со која ги донесовме овие правилни стратешки одлуки. Како резултат на тоа, почитувани пријатели, и економијата тргна нагоре. Бележиме рекорден износ на странски инвестиции, растат платите во сите сектори, а невработеноста се намалува. Сериозни чекори преземаме младите да останат тука, да работат, да се школуваат и тука да градат кариери и семејства. Како иден председател, немам намера да ги следам негативните искуства од минатото, туку само позитивните политики кои ќе ги носи ова или било која друга следна влада. Подготвен сум да бидам председател во вистинската смисла на зборот и затоа во мојата програма објавив 8 клучни проекти кои ќе започнат со реализација уште во првите 8 месеци од мојот мандат. Ги поддржувам политиките на владата и одлуките на парламентот што носат нови и добро платени работни места, нови директни домашни и странски инвестиции, социјална сигурност, грижа за ранливите групи во нашето општество и севкупен економски и социјален развој. Сето ова ќе се интензивира со членството во НАТО и со почетокот на преговорите со Европската Унија. Почитувани пријатели, имаме неповторлива можност како генерација да оставиме трајно наследство за нас. Обезбедена и сигурна држава, партнер на демократскиот свет, рамноправен дел од најзначајните светски сојузи. Оние кои мислат дека без НАТО и Европската Унија можеме да ги решиме децениските проблеми со иселувањето, проблемите од социјално-економската сфера, дека може да обезбедиме сигурноста и стабилноста, се лаже себе си, не лаже нас, ги лаже собствените деца. Од осамостојувањето до денес, само еден е патот кон прогрес и тој пат води преку Европската Унија и НАТО.